This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Седиме со пиво мајсторот на Стар град пивница Гого, кој што е одговорен за пивата кои што се произведуваат тука. Да ни кажеш нешто повеќе околу последното пиво кое што е лично ваш производ и е прво во Македонија? Да, тој тип. последното пиво што го направивме, технички предпоследното зашто направивме уште едно ново од тогаш, Така. беше пченичното светло, после направивме пченично темно. Дете се први пченични пива што се некогаш произведени во Македонија, мислам сега некогаш, не знам, некој дома можда правил пченично пиво или оддамна имало, ама сега во модернава македонска пивска историја се првите две пченични пива. Карактеристични се со тоа што содржат минимум по германскиот стандард пченично пиво се смета оно кое што содржи минимум 50% на пченица, пченичен слад, додека пак по белгиско правило е минимум 40%. Така, значи тоа е составот. Да, тоа е составот. Количина на алкохол како стојат за разлика од некое Исто што се и- смета за класично Да. пиво. Мање више исто како и другите три стандардните нашите пива, Гоце Делчев, Скендербег и Чаршевско. Тука процентот на алкохол се движи од прилика околу 5%. Тоа не е стандардот кој што го си го зададовме и немаме некоја огромна потреба за некоја голема девијација околу тоа. Така, процесот на производство за ова конкретно новото, дали е нешто поразлично од другиот? Не е со тоа што е на минимална разлика, е тоа што квасецот кој што се користи за производство на пченично пиво е специфичен сам по свој квасец и не е лагер квасец, за разлика од другите три пива, ова се работи за ейл квасец и ферментирано само на врвот на садот. Автоматски само за тоа да го постигне, но бара појака повисока температура за ферментација. Конкретно за ова ново, колку количински произведувате и на колку време? До сега произведовме една тура, светлото, да видиме како ќе испадне. Задоволни сме мање више, испадна прилично интересно пиво. После направивме уште едно темно пиво сега пред неколку дена. Ќе видиме за да се искрчка како што треба, па ќе видиме и тоа ќе го пробаме. Иако можам да кажам дека и светлото, иако му е уште рано за продажба, мислам уште му е рано за да си го оформи својот полн капацитет, прилично луѓе се задоволни од него и сепак го нарачуваат. Да, значи реакциите од луѓето кои што Се го пробале позитивни, се се позитивни. Конкретно ова ново пиво. Светлото и темното се конзумираат со, да речеме, те прашувам, не да речеме, со каков тип на јадење се конзумираат или се слуша? Па, пченичното пиво само по себе потекне од Баварија, од тој регион, од Германија, така да... Колбаси, не со. Да, тоа е мислам стандардното германско јадење. Сега интересна работа е тоа што Германија, иако е позната по пивата, ама во секој регион на Германија има различно пиво кое што би го конзумирал. Различен стил на пиво. Додека темното пиво наше што го имаме потекнува од област околу Минхен, исклучувано можам да кажеме традиционален примерок на минхенско традиционално темно пиво. Овие сепа можам да ги кажам дека на типична карактеристика малце варираат од стандардното баварско пченично со тоа што само со поради фактот што го направивме да биде по-македонизирано на некој начин. Ама се карактеризираат пченичните пива сами по себе се карактеризираат за прилично свежливи. Само поради простиот факт што во вкусот најчесто е многу присутен таа киселината која што потекне од вкусот на бананата. Така да тоа е малце поосвежително пиво, без разлика мислам со било кој вкус, со било која храна би можела да се конзумира. Со тоа што потешките пива најчесто се карактеризираат за потешки јадења, како например, не знам, свинско и така. До сега колку пива авторски да ги наречам Да, број да. на пивница Стар град? Па, почнавме на почетокот кога го правевме првото видео, имавме моментот 5, планиравме да се намалиме на 4, се намаливме на 3 и сега еве сме пак на 5. Со тоа што новите две пченични ги внесовме во програма
Ќе видиме според тоа како ќе се потрошат самите по себе, ќе видиме дали ќе останат целогодишни онака стандардни пива кои што ќе може да се нарачаат во било кој момент или пак сепак ќе останат само сезонски пива. Така, значи Ќе видиме како ќе искочи тоа, мада имаме некои други интересни идеи. Сега не би ги открил сепак, ќе оставам Зарад да нема повторно, да, нели? да изненадиме и публиката и се оце. Така, фала ти многу. Ми беше задоволство. И на нас исто, па на следна тура нова, Да. се гледаме пак. Да, со Окей. поише пиво. These young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing.